Летното матине на малиот битолски Монмартр денеска се постави пред могилчани. Врвните дела од децата од светот наредниве денови ќе ја красат свечената сала во општината како дел од манифестацијата Топол културен бран 2016. Целба ми беше тоа ликона матине летно продолжи во други места. Затоа одлучив да ова ликона матине се пренесе тука во оваа манифестација Топол културен бран. На еден таков културен бран јас сум учествувал малиот битолски Монмартр на 4-5 градови, тогаш така се организираше и затоа денешниот ден дали има посретно кога ќе бидат овие млади ликовни творци, дечина кои што верувам и обеќаа дека ќе дојде до година, ќе ми пуштат цртежи, да ги прихватам, да ми дојдат да другаруваат. Оваа изложба има за цел да го разбуди уметничкиот дух скриен во секоја од децата кои живеат во оваа општина. Мислам дека ова општина има доволно потенцијал и капацитет на ученици кои што ќе го продолжат патот на Николче Српчански и мислам дека во наредните 5 дена ќе имаме организирана посета, знаете, рурална средина со 24 населени места, дечињата во работна сезона во земјоделието, дека не можат сами да доаѓаат со нивните родители, но тоа ќе го организираме на наш начин, да сите дечиња од трите централни основни училишта да ја посетат оваа изложба. Малиот битолски Монмартр голем поттикнувач за еден могилчанец. Јас бев долгогодишен учесник на малиот битолски Монмартр, некаде од петто деление некаде започнав таму да цртам. Потоа 6 години редовно учествував на нивните колонии и се представував заедно со останатите учесници од светот. И големо беше задоволството и соработката со останатите. Беше многу интересно дружење. Таму многу искуство добив, разменувавме искуство со останатите учесници и полека заедно со останатите сите се развивавме во уметноста. Потоа јас и на високото образование, значи го продолжив пак во областа на уметноста, завршив реставрација. И малиот битолски Монмартр беше еден голем фактор во мојот живот. Во моментов работел на иконостас во Прилепски манастир, а најави и самостојна изложба во могила во наредниве месеци.